Епа, здраво на сите. Како сте, добри сте? Супер. Мило ми е што сте дојдени толку многу. Да знаев дека толку многу ќе дојдат, ќе се спремев подобро. Ама, што е тука? Пред некој време читав Јован 13 глава, Евангелие по Јован 13 глава. И додека ја читав, ми отскокна тој збор да се знае, знаејќи. Многу често пати се спомнува тој збор, самиот Исус го кажува или околу Исус. И дори почна да го бројам. Знаете, во последно време бројките стана многу важни. Јас додека предавав математика се мислев кога ова децата ќе се заинтересираат, кога ќе стане актуелно. Сега во последно време многу луѓе се заинтересирани за бројки, заинтересирани се за статистики, за графици, за трендови, за бранови и така натаму. Па јас така почнав да бројам. Избројав дека некаде околу 8-9 пати се појави овој збор. По првиот стих вика, а пред празникот Пасха, Исус знаејќи дека му дојде часот за да замине од овој свет кон таткото, откако ги засека своите во светот ги љубеше до крај. Исус, знаете, ги препознаваше различните времиња и различните сезони кои што доаѓаат. Тука гледаме дека Исус од некаде знаеше дека дојде неговиот час и дека треба да оди кај таткото. Знаете, Исус ги разбираше сезоните. Бог за секој од нас или заеднички, или индивидуално предопределил за да поминуваме низ одредени сезони. И тоа е добро. Веќе Господ сака да имаме динамичен живот, за да можеме да растеме преку разни предизвици во овој свет. Се согласуваме за тоа? И Господ ги знае сезоните во кои што доаѓаме. Како што знаеше за себе си, така знае и за нас. Иако наша тенденција е инерција. Не многу повеќе сакаме да се вдвижиме со иста брзина, во иста насока, цело време, да бидеме сигурно, но и тоа не е со Господ така. И така тука читаме дека Исус го знаеше времето, ги знаеше сезоните кои што доаѓаат, знаеше каде оди. Оди кај неговиот совршен татко, оди во неговата совршена љубов татковска. И знаете што произведе тоа? Кај него тоа произведе, тоа знаење, тоа сознание, уште повеќе да ги засака своите ученици. Вика ги засака своите, ги засака, ги љубеше до крај. Значи, тоа познавање, знаење, произведе уште поголема посветена љубов и афекција на неговите овој свет. Знаете, темата или насловот на ова моја проповед е дека Исус знаеше. Исус се што правеше, не го правеше како што викаме во Битола на бафтана, на среќа, ај може ова ќе успее, туку некаде имаше презнаење и се што го правеше со презнаење. Исус знаеше исто така дека Бог таткото му предаде се во неговите раце. Каде го читаме тоа? Исус, 3 стих. Знаејќи, значи повторно тој глагол, знаејќи дека татко му предаде се во рацете, дека излезе од Бог и дека оди кај Бог. Значи читаме дека Исус знаеше дека таткото му предал се во неговите раце, го препозна идентитетот што го има, дека дошол од Бог, дека оди кај Бог. Значи Исус ја разбра својата позиција што има во овој свет, тоест пред таткото. Го разбра својот небесен идентитет, фала многу. До сега не бил жеден, сега станав, да точно да не се вода. На друго место читаме дека Исус им кажал на евреите, и тоа многу ги нервирало. И им викал, јас сум пред Мојсе или пред Исус, пред Аврам. Од каде го знаел тоа? Исус добил некој предзнаење. Значи го разбрал неговиот авторитет. И што произведе тоа? Сето тоа сознание кој е во Господ, дека е Божји син, дека има целосната Божја поддршка, произведе кај него уште поголемо служење. Произведе кај него уште поголема понизност и страст и потреба да ги научи неговите ученици да го имаат истото откровение. Знаете што е? Се опаша и почна да им служи. Потоа читаме некаде, вика, Исус одговори велејќи им, ти сега не знаеш. Значи тоа
Исус се опаша и сака да им ги измие нозете, и кој е тој што прв ќе се повуни и ќе му речи, ќе се осмели да му рече на Исус, не, Петар, така. Нема ти мене да ги миеш. Јас треба да ти мија, јас треба да ти служам тебе, ти си Господ. И што му кажува Исус? Сега ти не знаеш, сега ти не разбираш што значи ова што го правам, ама еден ден ќе дознаеш. И ова мене ми дава, како кажам, ме охрабрува. Ова мене ме радува. Веќе верувам дека Исус за сите нас знае до кој степен сме. Знае на нашиот личен пат, на нашето лично пътешествие, до каде сме стигнали. Меѓутоа Исус знае дека ќе стигне до крај. Како што му кажа на Петар, сега ти врска немаш. Сега ти не разбираш, ама еден ден ќе разбереш. Еден ден ќе ти биде откриено. И така јас верувам и често пати се чувствувам како, знаете, често пати се чувствувам, на англиски се кажува slow learner, оној кој што бавно учи. Има некој кој што одма сваќаат, одма му кликнува. Умот им работи 100 на сат. Кај мене не е така. Потребно е време. Кога некој ќе ми каже нешто, потребно е време да мислам, можеби 2-3 дена за да му одговарам. Разбирате? Меѓутоа, има охрабрување. Како што му кажа Исус на Петар, Исус знае за нас дека еден ден можеби сега не знаеме, меѓутоа ќе дознаеме повеќе. Веруваме во ова? Да. Исус исто така имаше увид и дека другите се способни да ги препознаат делата на таткото. Знаеше дека неговите ученици еден ден и тие ќе разберат и ќе научат. Или барем 11 од 12 ученици разбра. Така. Знаете, на Петар му беше тешко да му дозволи на Исус да му служи. И мислам дека понекогаш се што е потребно е да му дозволиме на Исус да ни служи. Веќе си мислиме, Исусе, треба повеќе се молам, Исусе, треба повеќе те славам, Исусе, треба повеќе те сакам. Види го колку те сака, јас толку многу не те сакам, извини Исусе. Меѓутоа, треба да му дозволиме на Исус да ни служи, да делува во нас. Се служуваме со ова? Зошто интересна работа е, зошто му кажа на учениците дека веќе се исчистени? Веќе словото на Евангелието, на благодата им беше проповедана, така? И преку верата во тоа слово сите сме чисти, сите сме исчистени. Меѓутоа им кажа, само нозите треба да се исчистат. Има еден стих каде што вика, благословени се нозите на оние кои што благовестат мир, стапалата. Тоа зборува за нашите акции, за нашите намери, за нашите мотиви. И тој сакаше да каже дека веќе сте чисти. Уште да се исчистат тие намери, патеки по кои што одите. Разбирате? За чистиот се е чисто. И така, бидејќи си чист и имаш исчистен начин на размислување, обновен ум, бидејќи го разбираш дарот на праведноста, дека си прогласен за праведен и имаш праведност на таткото, тоа ќе предизвика, значи таа разбирање на дарот на праведноста ќе предизвика и плодови на праведност во твојот живот. Сеќавам на еден брат по вера. Се него нешто му кажуваше Светиот Дух дека треба ќе се собериме заедно, имаме состанок. И Светиот Дух ќе му кажеше, стани, опаши се и измии ги нозете на твоите браќа и сестри. И знаете, тоа е многу незгодна работа. Ајде се случеше еднаш, 2 пати, ова 3-4 пати, мислам, мусиме се случено. Ке се собериме и на мојот брат ќе му текне, Светиот Дух ми кажа да ви ги изме нозете, ајде се облекувајте и чорапите. Јас, зошто? Ми корнат, смрдат чорапите. Многу незгодна ситуација. Ама ајде. И друга работа. Не баш 3-4 пати му кажуваш за личност такво нешто. И почнав, потоа кога имав молитвени станоци, јас почнав се молам, Господе, само немој да му кажеш да не ги мие нозете. Или предодам на тие состаноци, добро, ќе си ги измиев нозете, нови чорапи ќе ставив. Приказнава не оди баш многу на позитивна работа. Исто така, незгодна работа.
да седиш и некој да ти ги чисти нозите, да ги мие. Ме разбирате? Потребно како не ти е лесно. Тоа најчесто сам би го направил. И така да понекогаш е многу полесно да служиме отколку да дозволиме да ни служат. Јас се шегував понекогаш затоа што ако поминеше површно ќе ми рече изчисти ги го, измиги се, ако си решил измиги до крај. Да. Многу добро го познавав тој мој драг брат. Бевме интимни. И сега знам подобро. Значи сега знам што Светиот Дух сакаше да му каже. Навидум тој изгледаше како многу убава религиозна работа што ја правеше. Меѓутоа верувам дека Светиот Дух нешто сакаше да му каже. Дозволи да ти служам. Дозволи јас да ти ги измијам рацете, да ти ги измијам намерите, да ти ги измијам мотивите. Дозволи да те изчистам, веќе за чистиот се е чисто. Кога разговарав со мојот драг брат во Исус, знаете што? За секој имаше нешто да каже негативно. За секој имаше да каже нешто. За него сите пастори се како се вика грид, алчни. За него сите браќа беа лицемерни. Секој го имаше повредено на некој начин. И сега кога размислувам, Господ всушност сакаше да му каже дека за чистиот се е чисто. И не критикува. Да. Затоа што тој живееше во таков свет на компромиси. Веќе за него секој прави компромиси. И тој почна да прави компромиси во неговиот живот. Ме разбирате? Затоа што многу си мислиш, сите прават овие, сите замат нешто, сите крадат тоа, моето не е ништо. И сега има потреба тој мој брат да биде обновен. Реков дека приказната нема да ме разбирате порака што да кажа? Меѓутоа кога ти се фокусираш на она што Господ прави луѓето, кога гледаш некој човек и многу добро можеби ги знаеш неговите мани и недостатоци, ама почна да скокнува тоа што Господ го прави неговиот живот, тоа потенцирај го. Тоа е кога за чистиот се е чисто. Исус тоа знаеше да го прави. Исус имаше вера во сите и рече еден ден ќе дознаете, еден ден ќе бидете силни, еден ден ќе ги дадете своите животи за мене. Амин. No. Потоа во еден стих Исус вика, мислам дека тоа е во 13 стих. А кога им ги изми нозите, јас зеде својата горна облека и пак прилегна кај трпезата. Исус сакаше си прилегнува, беше опуштен. Не беше вака цело време стегнат. И прашува, сватите ли што сторив? Значи, дали знаете што направив? И потоа вика, ако јас, кој што сум учител, така ме нарекувате, кој што сум господар, го правам ова, тогаш и вие треба да го правите едни на други. Амин? Ќе кажем еден друг пример. Значи, Исус многу добре знаеше позицијата што има. Знаеше дека е Син Божи, знаеше дека е Син човечки. Знаеше дека е спасителот на светот. Знаеше дека е цар на царевите, господарот на господарите. Знаеше дека е пат, вистина и живот. И сепак реши да служи и сепак им покажа пример на своите ученици дека треба да се слушат едни за други. И знаете, не бараше како што бара Јован и Јаков во тие што, не бараше да паднат ровја, громови и камења врз тие што не го почитуват неговиот авторитет. Знам за друг брат во една земја, кој што примил откровение од Господ дека е повикан за апостол на својата нација. И почнал сите да им кажува, како Јосиф да се фали. Мене Господ ми кажа, јас сум ви апостол и треба сите да се подредите под мојот авторитет. Никој не го послуша. Никој не падна под неговиот авторитет. И тој се фрустрира, се навреди и почна им се заканува. Разбирате, и неговиот крај исто така не беше добар. Затоа што ако си повикан да си водач, тоаш служи. Разбирате, Исус е тој пример кој што ни го кажа. Еден друг брат ми кажа за ово странство се случува. Некој друг водач на црква им рекол, јас сум ви водач, јас сум ви апостол, ако ви кажам во 2-3 сатот на сабаре да дојдете кај мене да се нацртат, ќе слушате. И знаете што? Најверојатно тие луѓе би го сториле тоа
од љубов и почит кон него. Меѓутоа не мора да се кажува тоа, разбирате? Не мора да се нагласува. И така да Исус многу добро знаеше кој е, што треба да направи и сепак го остави примерот да се служиме еден за друг. Амин? Јас би рекол, треба да имаме вера во делото на Светиот Дух во сечи живот. Јас имам вера дека Господ си работи во вас. Јас не мислам дека јас се знам, јас не мислам дека јас се мора да ви кажам, да ви нагласам, да ви нацртам. Понекогаш така се однесувам во тимот за славење. Јас си мислам дека сум повикан сите работи да ги направам. И добро е што мојот син и другите луѓе околу мене релаксира се. Разбирате? Така да ајде да имаме доверба во делото на Светиот Дух во другите луѓе. Исус имаше, Исус знаеше дека еден ден ќе стасаат. Амин. Да. Во 17 стих вика, кога ги знаете овие работи, блажени сте ако ги исполнувате. Да имаш презнаење за некои работи, да имаш знаење, тоа ќе предизвика, и потоа го извршуваш тоа, ќе предизвика благослов во твојот живот. Разбирате? Затоа што сега веруваме во благодат. Така? Зошто се плашував еднаш, зошто Зоран толку многу инсистира да не се вика среќен роден ден, туку да се вика благословен роден ден. И ние како сите како верни овчички и се го почитуваме нашиот Господар и почнавме да кажуваме сите благословен роден ден, не среќен. Иако македонскиот збор среќен не значи само среќен, нешто да ти се погоди, туку среќен значи и happiness, и радост, така? Меѓутоа, многу е важно затоа што приметувам нешто во нашиот народ. Многу сакаме да правиме нешта, ајде, може ќе ни успее. Разбирате? Зошто нашите спортски кладилници и обложувалници и не знам и казина се преполни? Затоа што се народ кој што верува во Божјата благодат, туку верува во фортуна, верува во хазард. Разбирате? Меѓутоа Исус ниту една негова акција не беше ќе нагаѓа и можеби ќе успее. Разбирате? Туку во својата интимност со Бог Таткото, во својата мистична поврзаност со Господ, тој секогаш имаше презнаење што ќе се случи. Ги познаваше намерите, мислите на луѓето. Знаеше кој час е дојден. Знаеше кој е, што треба да прави. Дури знаеше кој ќе го предаде. Многумина од како ќе ги предаде некој ќе рече да бе јас знаев. Ама знае ли, ама откако се случило, разбирате? Исус на Јуда уште во очи му рече ќе ме предадеш, знаеш. Разбирате? Колку било полесно кога заедно како црква би имале тако презнаење и ќе нема премногу случаи се случуваат да се разочаруваме и поред. Исус знаеше кои се тие што ги избрал неговите ученици. И Исус им кажа во Јован 13:35: по ова сите ќе ве познаат, значи пак знаење, дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Значи има нешто во љубовта. Има нешто во љубовта што прави, да кога некој те посматра и ако ја види таа љубов, која што е главната карактеристика на Бог, или Бог е љубов, тоа ќе рече овој не е лажен, не е фейк, тука е вистински Христов ученик. Разбирате? Значи има нешто во таа љубов, бидејќи кога е видена, кога е препознаена од другите луѓе, тогаш веќе тие луѓе се целосно убедени дека ти си вистински ученик на Христос. Амин. Порано не уча дека љубовта и верата се ризик. Значи, веруваш во некого, го љубиш некого и тоа е ризик. Никогаш не знаеш дали ќе се исполни тоа или не. На некој начин тоа е точно, но јас сепак би рекол дека секој кој ризикува, сепак има некој презнаење. Сепак има некоја вера дека ова би можело да успее. Разбирате? Точно е ризик, меѓутоа не е нагаѓање, не е играње на среќа. Разбирате?
туку повторно во интимно заедништво со Бог, ние можеме да добиеме импресии, водство, ќе постапувам во тој начин. И Господ никош не ти вика во ред и 100% ќе се случи таа работа. Не му викаш на Господ, Господ, јас ќе дадам љубов, ќе дадам внимание, ама сакам да ми се врати. Господ не ти вика тоа. Ме разбирате? Но ќе си ја постигне својата цел. Една драга личност од нашата црква е наш забележа, зашто нашиот пастор Илија често зборува дека треба да се има увид во работите. Како јас можам да знам пред време? Како што кажав, јас мислам дека сепак една наша одлика како нација е работите да ги прави малце избрзано, без доволна промисла, без доволна консултација со другите луѓе, разбирате? А имаме ресурси во Господ. Имаме, како кажам, значи Господ може лично ти зборува во твоето интимно со Господ, може да добиеш пророчки увид, ме разбирате? Може да се консултираш со луѓе кои се побожни, кои вистински те сакаат и ќе ти дадат вистински совет. И јас верувам дека ако на таков начин ги правиме работите, нема да заглавуваме. Некои луѓе мислат, ама Господ ќе ме благослови, ќе сум храбар, ќе сум одважен. И тоа е се во ред. Господ ќе те благослови од тоа, ќе те поддржи. Ама после ако не успее работа, немој да му кажеш на Господ, Господ ти ми рече. А тоа што често пати не е тој Господ кој што ни кажал. Току не сме поминали доволно време да бараме, да копаме, да трагаме, ме разбирате? Сега има друга страна на паричката. Има пак некој, јас сум склон кон тоа, премнува анализа доведува до парализа. И никош нема да направиш нешто. Се нешто испитуваш, се нешто и Господ јасно ќе ти каже. И после ќе речеш, ама овој се изгоре, овој... Не разбирате. Значи, постои друга страна на паричката. Меѓутоа, јас верувам дека како Божи народ може да имаме пророчки увид во работите. Разбирате? Не живееме по нагаѓање, не живееме по среќа, можеби туку Исус, знаете, од ова што можам видам дека сите дела, сите акции на Исус беа со претходно знаење. Сега прашав, од каде? На кој начин тоа го стекна Исус? Од каде толку многу знаеше? Заедништво со таткото. Да. Заедништво со Бог таткото. Уште како мал, тој ги знаел светите писма, така? Најверојатно како што мал ги проучувал, ги читал и добил откровение дека овие писма всушност покажуваат на него и дека мора да се остварат. И тој чекор во тоа. Меѓутоа, Исус да ги прави тие работи што ги правеше, да ги препознал намерите луѓето на срцето, на луѓето да прави исцеление, да знае секој ден што ќе се случува. Јас не верувам дека сите тие работи ги знаеше само преку студирање на Божјото Слово. Преку надворешен извор на информации. Не разбирате? Често пати ние така сме почувани во Библијата. Сакам да ви кажам дека, како кажам, постојат доста фреквенции кои на проповеди, на Божјо Слово, и понекогаш се наоѓам во резонанција со некои проповеди, на иста фреквенција, понекогаш не сум на таа фреквенција, не разбирате? Меѓутоа во секој случај Господ, кога ќе слуша некој проповед, јас не сум на таа фреквенција, дали тоа е до мене, дали е тоа до таа личност што зборува, Господ секогаш ме исполнува со голема почит кон таа личност. Не разбирате? Веќе работите заедно одиме, заедно чекориме и потоа оно што од Господ, Божјата фреквенција ќе превладе. Не разбирате? Се што да кажам заборавив. Да, често пати слушаме вакви проповеди. Сега на онлайн можете да слушате сите пастори што зборуваат. Треба повеќе се молиме, браќа. Треба повеќе да читаме Божјото Слово. Треба да имаме посвети. Треба да се чуваме од лажни учители. И се е тоа добро. Разбирате, ама јас не сум на таа фреквенција. Јас верувам дека фреквенцијата на Божјото Слово, кој што доаѓа сега во момент, е дојди кај мене, искажувај што повеќе, дојди во поинтимно заедништво со мене. Не те повикувам на лов на вештартки, разбираш? Не те повикувам да се гараш со другите луѓе, туку почитувај ги, уште повеќе почитувај ги, посебно ако гледаш дека не се на иста фреквенција со тебе. Ме разбираш што сакам да кажам? Значи, тоа е таа фреквенција што јас сакам да слушам. И потоа слушаме, не се занесувај, има лажни работи, лажни учења, не забегувај.
А јас би рекол, забеги уште повеќе во Господ. Господ има припремено многу повеќе кој што може да замислиш. Господ те повикува на различни духовни искуства. Те повикува на да имаш како кажам, однос со таткото, со Бог, однос со Светиот Дух, однос со Исус, исто така релација со ангели кои што се тука да ти служат, со облакот на сведоци. Ме разбирате? Што правеше Исус? На кој начин ги добиваше тие откровенија? Само преку студирање на Стариот Завет тогаш? Се повлекуваше во гората и се молеше. Така и ние можеме да се повлекуваме во гората на Сион. Јас само таа самоизолација признавам. Ме разбирате? Сакаш да се само да изолираш? Изолирај се во Божјата гора. Влегувај во Неговото присуство. Исус кажуваше дека она што гледам таткото да прави, јас го правам. И така, ова го зборувам затоа што верувам дека тоа е ДНК-та на нашето срце, на нашата црква. Не сме повикани да бидеме уштенна евангелска црква, која се труди постојано да има коректна доктрина. Не разбирате? Јас верувам дека како црква сме повикани да истражуваме повеќе. Да има доста работи. Како црква сме повикани да делуваме во знаење, во предзнаење и на тој начин да несуваме одлуки и насоки. Знаете што? На тој начин како почна Божјата црква? Дали Божјата црква настана случајно? Или беше навестена? Или веќе имаше предзнаење? Воскреснатиот Исус им се појави на неговите ученици и им кажа: чекајте ме во Јерусалим. И ќе го испратам ветениот Свети Дух, Духот на вистината, и ќе примите сила и ќе го навестувате Божјото Слово. Значи црквата, чиј дел сме сега, настана со презнаење, така? Потоа, на кој начин се расшири црквата Евангелието на неевреите? Има откровение дека само евреите се Божи народ. Пак преку откровение, преку предзнаење, Петар доби откровение, визија со нечисти животни и потоа доби знаење дека треба да се зборува на неевреите. И така почна и да ни зборува за Исус и сега веруваме во Исус. На кој начин почна да евангелизираат? Во црквата во Антиохија, така се вика Антиох, се молеа, постоја и добија водство Светиот Дух, добија презнаење, добија увид, пророчки увид, и ги извоја Павле и Варнава и потоа направија ршум низ целиот свет. На кој начин настана нашата црква? Прво се викавме Христијанска пентекостна црква, сега се викаме Христијански центар 490. Дали настана како иницијатива, како замисла на некој човек? Не, туку преку пророчки увид на луѓе како Шел, на луѓе како Томи Науман, кои што рекоа: треба да има уште една црква тука. И нема да биде како евангелска црква, ќе биде поинаква, повеќе ќе има делување на Светиот Дух, дарови, зборување јазици. Ме разбирате? И така да нашата црква настана со презнаење. Ово сега сам да го кажам дека секогаш постои некој пророчки увид, секогаш постои некој презнаење. Затоа што понекогаш ни се зборува: ама ти стани и оди, немој да седиш. Јас би рекол, ако си цврсто седнат на престолот што Господ го отвори од тебе, ако делуваш во мир, и тогаш Господ ќе те благослови. Затоа што искрено мене, јас сум изморен од човечки иницијативи, во кој што најводим изгледа нешто силно, меѓутоа на крај епилогот е како да сме изгребале само површината, не сме направиле ништо многу. А некои луѓе се прославиле со тоа, поединици се прославиле, ама црквата не добила многу тоа. Не разбирате што сакам да кажам? Да. Интересно е, Томи Науман, кога дојде, почна да расте во црква. Сакам да кажам, понекогаш може да настане
да добиеш различни пророчки увиди. Разбирате? Значи, може ќе ми кажете, ама овој вака вика, овој така вика, на кој да му верувам? Па ти си го градиш своето заедничество со Господ и ќе одлучиш што вистински Господ те кажува. Затоа што Томи Науман, пред да дојде тука, му пророкувал некој и му кажал: тебе Господ пред се те повикал од твојата нација во Шведска, тука треба да останеш. А овој ќе спакуван да оди. И што ќе се случиш ако Томи Науман решеше да го послуша тоа пророштво? Може би немаше да постои оваа црква. Може би немаше да постои гласност. Може би немаше да постои црквата во Шутка. Разбирате? Меѓутоа, сепак Томи Науман реши да дојде тука, да вложи во Зоран, во другите, во Алек. Така да понекогаш има различни пророчки увиди. Меѓутоа, знаете што? Библијата кажува пророчките духови им се покоруваат на пророците. Зашто Бог е Бог на ред и на крај ќе донесе ред. Така да веруваме на Господ е Бог на ред и доколку постои конфузија во мојот ум, јас добивам некои контроверзни пророштва, едниот ќе ми каже: ти заврши благодата за нова, треба да си одиш од на друго место. Друг ќе ми каже: не, Господ те повикува за нова, ти напредуваш таму. На крај останува до мене, до моето заедништво со Господ. Да. Да. И да не донесам одлуки кои што се само економски исплатливи, што е многу тешко. На крај. Да. Значи, потребно е знаење и презнаење пророчки увид. Не само храбар ентузијазам и ризик. Може би овој пат ќе ни успее. Верата не е хазард. Да, го кажав, добро. Ајде да вршам со крај. На крај. Значи, зборувам за нова фреквенција. Многу од нас сме навикнати само на една фреквенција. Слушаме еден вид на проповедници. Како кажам, со нешто се согласуваме, со нешто не. И мене секој ме предизвик ќе видам некои луѓе кои што направиле нешто што не е типично за нив. И често пати, знаете што гледам на видео, на YouTube видеа, како рапери, афроамериканци, да не кажам црнци, да. Слушаат друг тип на музика. И сега викаат: луѓе, јас никош не сум слушал, не знам, Металика. Ама ајде, сега ќе слушнам. Разбирате? И после откриваат: абе, добри се, Queen, абе, добра музика, не разбирате? А цел живот тие слушале хип-хоп. И мене ми се допаѓа, видам таа реакција, како сте изненадени. Оти секој убаво кога нешто прв пат ќе слушаш, така? И гледаме ние афроамериканци решаваат да го слушат Елвис Присли, така? И има една песна, не знам дали се слушнали, се вика In the Ghetto, во гето. Многу кратка песна, трае 2 минути 38 секунди, така нешто. И ајде ќе опуштате Елвис Присли, ајде Кралот, ајде видиме што тој знае за гето. Берецов што ќе каже. И почнува песната и може да ги видиш нивните реакции и на крај: откаде го знае ова? Откаде го знае ова дека е така во гетото? И потоа постија послуша 5 секунди пак: па ова сум јас. Ова сум јас, тоа дете размрславено што одело низ улиците. Ќе послуша пак: откаде знае дека ова се случува? Мојот братучет така правеше, губија полицијата, крадеше нешто. Не разбирате? И на крај нивниот заклучок ќе биде: ова што го пеел Елвис Присли, истото се случува и сега. Во Чикаго, во некои делови од Америка. Разбирате? Уште постои тоа гето. И потоа ќе вика: чекај, а кога испева песна, баш ме интересира Елвис Присли? Не знам, 68 година, 69 или 70. 50 години. Песната испел пред 50 години, а истата работа се случува и ден денеска. И на крај разбираат песната дека постои циклус, дека се врти од фамилија до фамилија. Зашто го кажувам ова? Затоа што како црква не сме повикани само за површни работи, да ги нахраниме гладните. И тоа ќе го правиме, тоа секој што го правиме, разбирате? Меѓутоа, црквата, Божјата еклезија, има баш мандат да крши некои вакви циклуси, не разбирате? Бидејќи ние сме повикани да владееме заедно со Исус. И знам дека
за нас, за некои луѓе од нас е лесно да кажеме, ама тоа ќе се случува секогаш. Јас не сакам да го прифатам тоа. Црквата не треба да го прифати тоа. Ќе се случува тоа. Затоа што јас цел живот така правев. Татко ми бил таков и јас таков ќе бидам. Ќе бидам нервозен, ќе се карам со сите, ме разбирате. Ќе бидам брз, ќе избрзувам во одлуките. Меѓутоа Господ рече не, го прекинувам во името на Исус, го прекинувам овој циклус. И така и ние сме повикани тука. Кои се циклусите тука во Македонија што владеат? Може би ги знаеме, може не, меѓутоа знаеме дека многу луѓе се разболуваат. Значи секојаш тука тоа здравјето е во прашање. Во Америка престана да умираат од ковид, кај нас уште умираат. Во Индија уште умираат. Само сиромасите. Значи има некоја духовна позадина во тоа. И не е само тоа дека се непослушни, дека не знам што. Значи има доста работи што ние имаме авторитет да ги скршиме. И тие циклуси да не се повторуваат. Тоа што не било кажано дека уште во Библијата кажува дека македонците биле сиромашни, има љубезни, се е во ред. А можеме да бидеме и богати и љубезни. Што ви кажете? Така да Господ повикува луѓе кои што ќе почнат да слушаат некоја нова фреквенција и ќе речат и нема само порочни да бидеме, нема да бидеме само фокусирани на себе си и на нашиот просперитет, туку ќе кажеме Господе, ајде да застанеме во тие небесни предели, да застанеме на нашите престоли на владење заедно со Исус и да ги почнеме да ги кршиме овие работи. Само треба потребна е вера, каде се двајца или тројца собрани во името на Исус, тој е помеѓу нив. Тоа не е голема работа, не е потребно да сме голема црква. Јас повеќе верувам во мала црква кој што знае идентитетот што го има и дека се знае дека се силни во Господ. И потоа затоа што се случуваат такви работи, ме разбирате? Шведска и Норвешка не биле вака толку напредни како што или Америка или други земји. Да дојдеш пред 50 години, пред 100 години и се смеевме на Бугарија на времето. Сега одиме таму да печалиме. Значи се менуваат работите, ме разбирате? Така да, ајде, да станеме и да му кажеме на Господ, Господе, отворен сум, за да добием уште повеќе знаење од Тебе, уште повеќе презнаење, уште повеќе пророчки увид. Можеш да му кажеш сите работи во кои што сега си има доумица што да правиш, како да правиш, и да очекуваш дека Господ може да ти прозвори преку брат, преку сестра, преку сон, преку визија, за да не мора да талкаш, за да не мора Господ секој да те излекува. Амин? Фала ти, Господи, фала ти, Исусе, што ти се знаеш. Ти си наш Господ, ти си наш Спасител, се што правеше го правеше со презнаење, со увид во работите, со вера, со надеж, Господе Боже мој. Јас сега се молам за нас како црква и за секој поединечно, Господе Боже мој. Дека ќе се осмелиме уште повеќе, ќе се дрзнеме уште повеќе, да навлеземе во таа мистична унија, заедничко со Тебе, Господи Боже. И дека навистина ќе слушаме прекрасни работи, како што Павле бил на небото и слушнал прекрасни објаснени и искажени работи, Господи Боже мој. Фала ти, Господи, дека ќе имаме увид, Господи, во нашите работи, ќе имаме увид, Господи, во нашите деца, Господи, во школувањето, во кариерите, Господи Боже мој, дека ќе имаме увид од Тебе, Господи, во нашиот повик за црквата, Господи, за Скопје. Фала ти, Господи, сега се молам во името на Исус Христос да донесиш мир и хармонија во срцата и умовите на луѓето, Господи Боже мој. Каде што постои збунетост, Господи, донеси ти разврска, Татко Небесен. Јас сега знам. Тоа е тоа. Тоа е Твојата совршена Божја волја. Фала ти, Господи. Бидејќи ништо нема да не засити, ништо нема да не исполни, отколку кога се наоѓаме во Твојата совршена волја. Ги благословам моите браќа и сестри, во името на Исус. Амин.